Динамиката на реформите сега мора да продолжи, особено во важните области како судството. Да не заборавиме дека земјата помина долг пат и покрај тешките околности со кои што се справуваше земјата за да ја надмине длабоката политичка криза и сега сте цврсто назад на европскиот пат. Владата пак вели дека е подготвена за нов чекор напред. Ке направи и нов план за европските реформи за годинава. Ние сме подготвени за нов чекор напред. Чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија во извештајот за напредокот на Република Македонија за сите нас е силен мотив за следната тешка, но достижна цел. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Ќе утврдиме нов план за реформската динамика до крајот на 2018 година, кој што најверојатно ќе биде поврзан со имплементацијата. Хан е уверен дека може да се постигне решение за спорот за името со Грција во блиска иднина. Тој вели дека треба да се искористи моментот, а за да се постигне компромис, секоја страна треба да даде нешто. Еврокомесарот и премиерот им честитаа на граѓаните, здруженијата, опозицијата и на парламентот за поддршката што ја дадоа за остварување на ова, како што рекоа, национална цел. За собранискиот спикер пак Талат Џафери, ваков добар извештај ретко која земја има добиено. Ово е добар почеток во враќањето во европската агенда, но во следниве 2 до 3 месеци предстојат и практичните примени и имплементација на оно што е реформскиот пакет на закони. Еврокомесарот Хан се сретна со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и Надуи Али Ахмети. За Ахмети, препораката за Македонија е очекувана, но сега сите треба да дадат поголем придонес за почнување на преговорите со Унијата. За Мицкоски европскиот пат е единствениот пат по кој треба да се движи Македонија. Дали овој оптимизам е реална оценка за напредокот на земјата или само охрабрување за власта да продолжи со најтешките реформи? Разговарам со мојот гостин Драган Тилев, представник од Секретаријатот за европски прашања на владата. Добро вечер. Добар ден, добре дојдовте во студио 1. Вие сте можеби најупатен околу патот на Македонија кон неју, затоа сте наш вечерашен гостин. Првото прашање би било, добивме оценка за напредок, а истовремено сме вратени 9 години наназад. Како ова може да го објасните? Напредок со враќање 9 години наназад, позицијата која што имавме кога добивме практично вакова чиста препорака? Па да, тоа може некој така да го толкува, меѓутоа во реалноста не е така. Практично ние имаме добиено прва препорака во 2009 година, препорака за почеток на пристапните преговори, и таа препорака се повторуваше до 2015 година. И сега сме секоја година, позиција. тоа значи дека тоа не се нови препораки, тоа се препораки кои покажуваат дека земјата и понатаму ги исполнувала предусловите за да ги почне пристапните преговори. Последните 2 години беа од познати политички причини заради турбуленциите внатре во земјата условени 2015 и 2016 година. Тоа беа извештаи кои што има предуслови за делот на овај политичкиот договор, Пржинскиот договор, исполнувањето на Пржинскиот договор. И вториот момент беше итните реформски приоритети, точно со комбинација на препораките од Прибе од 2015 година. Тоа беше првиот пакет на препораките од Прибе. Сето тоа беше вклучено во тој лист на активности кои што беа предуслов за да може да се врати земјата назад, односно да може да се врати на траекторијата на процесот на европска интеграција и да го повторно обезбеди безусловниот пас или препораката на комисијата. Тоа е сторено во последните 10 месеци, значи во последните 10 месеци со една интензивна активност која што беше предмет на работа на владата, предмет на работа на нашата администрација, меѓутоа и со сесебна поддршка на меѓународниот фактор или на меѓународните пријатели пред се Европската Унија. Европската Унија представена преку комисарката Могерини, преку комесарот Хан, меѓутоа и стафот, односно луѓето кои работат овдека под раководство на амбасадорот Жбогар, целиот тој тим беше вклучен во поддршката на нашите институции, на
нашите министерства за полесно да можат да ги уоквират стратегиите и да ги реализираат сите оние активности кои што беа неопходни за да може земјата да се врати таму каде што вие велите беше во 2009 година. Значи да ја добиеме безусловната препорака. Тоа што се случи вчера е позитивен момент за државата, позитивен момент за целиот процес, еден нов импулс кој што ни беше многу потребен, заради тоа што еден извесен период во таа стагнација имавме ситуација на атрофирање на институционалните структури и демотивација, би рекол, на администрацијата. Сега тоа се враќа со оваа препорака, со оваа чиста препорака, со оваа нова можност да им пристапиме на пристапните преговори или да се отворат пристапните преговори. Повторно се враќа ентузијазмот и во администрацијата, се разбира во владата, кај политичките структури, но и кај граѓаните. Тоа беше многу потребно, затоа што ова е практично влез во последната фаза од нашето пристапување кон Европската унија. Но ако ги земеме предвид и сите забелешки кои што вчера се нотирани во извештајот, тука се да речеме дека реформите во медиумите, реформите во судството не се доволни, дека реформата на јавната администрација е скромна и дека Министерството нема доволен капацитет да спроведе реална реформа, дека немаме реална борба против корупција, бидејќи имаме практично нефункционална антикорупцијска комисија, дека немаме одлуки за високи случаи на корупција, тие се процесуирани преку специјалното јавно обвинителство, меѓутоа тоа немаме судски одлуки. Сето тоа практично се еден вид на критика за белешки за она што владата требала, а не го исполнила. Од тој аспект, колку овој оптимизам и денеска што го слушнавме од Хан, и вчера што го слушнавме при презентирањето на извештајот, дека Македонија е можеби пример за демократски напредок во регионот, е реален или еден вид на охрабрување Македонија да се зафати вистински со реформите? Напредокот, оценката на Европската комисија за нашиот напредок е реален и е ветер во грбот на владата, односно на сите оние структури кои што работат на процесот на европска интеграција. Тука не станува збор само за владата, станува збор и за опозицијата, бидејќи процесот како таков и припаѓа на сите. Не е само владата во процесот, туку и сите други политички структури, значи собранието како законодавно тело. Тоа ги носи на крајот законите, а добар дел од законите, како што знаете, или еден дел од законите се носат или со двотретинско мнозинство, или со Бадентерово правило, примена на Бадентеровото правило, што значи дека тука процесот не може да се издвои на една или друга страна, процесот им припаѓа на сите и сите ќе мора да учествуваат доколку се искрени во своите изјави и во своето настојување да го прикажат стратешкиот правец на Македонија кон НАТО и ЕУ како нивни правец или како државен стратешки правец и интерес. Кога велите дали има таков напредок, има таков напредок, бидејќи напредокот е евидентен. Ние методолошки, еве само да објаснам неколку работи за да нема овај дуализам во зборовите напредок или стагнирање. Методолошки од 2015 година наваму Европската комисија го проценува успешноста на секоја држава во регионот. Значи таа методологија не е само за Македонија, таа методологија е за сите држави во овој регион, вклучително и за Турција. Методолошки се оди на тоа да се проценува до каде е земјата стигната во исполнувањето на копенхагишките критериуми, поглавје по поглавје, во политичките критериуми и во економските критериуми. И вториот елемент, кој што е новина, е комбинацијата на тоа колку напреднала земјата во извештајниот период, во случајов од ноември 2016 година до април сега. И тие две оценки се комбинираат. Ако земете, ние веќе во Секретаријатот за европски прашања се разбира длабински го анализираме целиот извештај, не од аспект дали има критика и дали има позитивни оценки во одредени области, туку објективно, реално, што забележува Европската комисија, дека сме постигнале, до каде сме стигнале
и каде треба понатаму да се движиме. Што е она што треба понатака да го направиме? Го слушнавме изјавите од еврокомесарот Хан во моментов што туку заврши средбата во владата меѓу премиерот Заев и Могерини, високата представничка за надворешна политика. Јас тука предлагам само да го слушнеме нашиот репортер кој што е на терен, го следеше пресот на Могерини и на Заев, да ги слушнеме пораките од тој прес, па може да ги прокоментираме. Баневски, дали го имаме на линија од влада? Да, Христијан, се слушаме, јас сум на линија. Што току заврши пресконференцијата на заедничката пресконференција на високата представничка Федерика Могерини и премиерот Зоран Заев, на која што тој се обрати прв и се заблагодари од името на целиот македонски народ што комисијата даде безусловна препорака за старт на преговорите на Македонија со Унијата и порача дека тоа е всушност заслужена препорака поради исчекорот кој бил направен со реформскиот план 369 и порача лично на Могерини да им пренесе порака на европските партнери да останат и натаму фокусирани, односно фокусирано да ја поддржуваат и натаму посветена Македонија на нејзиниот евроатлантски пат и при што тој најави дека ќе се спроведе нова реформска динамика, односно засилена реформска динамика до крајот на 2018, бидејќи според него, како што рече тој, граѓаните заслужуваат да бидат дел од Европската унија со тоа што би добиле нели економски развој, повеќе работни места и би се подобрил животниот стандард на граѓаните. Тој посочи дека владата е подготвена да ја предводи земјава на евроатлантскиот пат. Потоа се обрати високата представничка за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини, која што порача дека всушност емотивно се чувствува, дури ја соопштува веста, бидејќи според неа целиот регион е дел од Европа, меѓутоа тие се тука само за да помогнат во процесот на зачленување во Европската унија и порача дека е позитивно тоа што владата ја препознава улогата на опозицијата во добивањето на безусловната препорака и наведе дека тоа значи дека од тука натаму и власта и опозицијата ќе имаат истата одговорност за сето она што ќе биде направено на евроинтегративниот пат на Република Македонија и порача дека сега следниот чекор е можеби еден од потешките чекори, односно имплементација на сите оние реформи кои што треба да бидат имплементирани, односно законски решенија и на новинарско прашање имаше многу малку време за одговарање на новинарските прашања, па поради тоа ја поставени само две, при што Могерини одговори на едно од прашањата дека сега останува на Советот на министри да одлучи за кога евентуално Македонија би добила датум за старт на преговорите, на што премиерот Зоран Заев се надобрза и рече дека очекува тоа да биде во наредните месеци, а всушност такви се и очекувањата на високата представничка за надворешна политика Могерини. Како што напомна, веќе заврши пресконференцијата, таа најави дека заминува на средба со претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, како и со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Деталните изјави, односно изјавите, гледачите ќе може да ги погледнат или подоцна во студио 1 или во некој од нашите наредни информативни изданија. Тоа би било се од пред владата. Баневски, благодарам. Практично Зоран Заев, премиерот, ја повтори изјавата, оптимистичката изјава од вчера, им се заблагодари на граѓаните. Могерини исто, она што како храбрување го даде при презентирањето на извештајот вчера. И сите очекува дека во најскоро време би можеле да добиеме датум за почнување на преговорите. Јас би ве прашал сега што, например, утре ако добиеме датум за преговори или ако тоа се случи навистина во јуни, што е она што прво Македонија треба да го направи, кои се тие поглаве кои што први треба да се опфатат како најтешки, најризични, најкритични и најклучни во реформскиот пат на Македонија. Тука се мислам дека 23 и 24 тоа е правда и внатрешни работи. Ако може прво само да се надоврзам на она што го слушнав и во самата изјава, тоа е поврзувањето на напредокот со планот 369, бидејќи тој неминовно е поврзан и со овие поглавја 23-24 што вие ги спомнавте. Па од тука и во однос на методологијата, да дообјаснам, методологијата сама вели дека треба да се мери напредокот во одреден временски период, односно од ноември 2016 до сега, односно се мери кумулативно сето она што ние сме го направиле во изминатите 15 години, од негде кај 2001 година наваму, кога почнавме со процесот на согласување на законодавството и во сите области до каде сме стигнале со транспозицијата, односно пренесувањето на европското право во нашето национално законодавство. Само да спомнам дека 670-80 закони се спроменети во тој период, за да се
транспонира, односно внесе европското законодавство во нашите правни прописи и околу 1500 мерки, тоа се регулативи и директиви од европското законодавство. Сега кога веќе споменавте и нотирано во извештајот дека ние закони имаме, меѓутоа е критична нивната имплементација. Морам да кажам дека таква една забелешка во однос на имплементацијата на законите ќе важи денеска, важеше пред 10 години, ќе важи уште пред после 10 години. Бидејќи тоа е еден процес кој што долго трае. Вие кога имате нов закон, кога имате нови институции, тие секако дека имаат потреба од одредено време во функционирањето да го практицираат тоа европско право. Тоа време некако во децении се претвара. Па, за жал, затоа што не почнавме со пристапни преговори. Кога ние би почнале со пристапни преговори тогаш кога требаше да почнеме, значи 2005-2006 година, или барем во 2009 година кога имавме првата препорака за почеток на пристапните преговори, ние денеска ќе бевме членка на Европската Унија, но за жал тоа е реалната политика, ние мораме да се прилагодиме кон тоа, не смееме да го изгубиме ентузијазмот, бидејќи оптимизмот, така како што и беше кажано во изјавата, не смее да не напушти. Оптимизмот значи дека и понатаму ќе мора позитивната енергија да ја вклучиме во целиот процес, да продолжиме со усогласувањето на законодавството, со градењето на институциите и да ги пресретнеме сите оние забелешки кои што ги има во овој извештај или ги имаше и во претходните извештаи. Добро, оптимисти беа во претходната влада, па ние имавме замрзната условена препорака и тапкавме во место. Јас сметам дека наместо оптимизам многу клучна е реална работа на терен и имплементација и на забелешките и на законите кои што ги имаме, меѓутоа не можеме да ги спроведеме. Оптимизмот оди со работата. Ако имате оптимизам, ако имате една позитивна клима која што се создадена во земјата и која што ја емитира Брисел и земјите од членки на Европската Унија кон нас, со поддршка за тоа што се прави, со поддршка за реформите и со поттикнување на забрзувањето на реформите, сето тоа е предуслов практично да ние во една таква позитивна атмосфера успееме да ги донесеме крупните одлуки или да ги спроведеме крупните реформи. И тоа ќе зависи од политичката волја. Се разбира. На коалиционите партнери. Се разбира. Видете, кога говориме за процесот на европска интеграција или за процесот на преговори или пристапни преговори, прво, основно е политичката волја. Тој политички комитмент што го велат, затоа што прво е политичка волја и одлуки, но тоа мора да биде пратено и со силна, добро организирана администрација која што ќе може одлуките на владата да ги транспонира во пракса, односно да ги имплементира во пракса. Сме имале амплитуди во целиот овој временски период, изминатите 20 години, 15-20 години, сме имали амплитуди во позитивна и во негативна насока. Сега се создадени на некој начин и внатре во земјата и во регионот, затоа што целиот регион се турка во тој процес, имајќи во предвид стратегијата на Јункер, односно стратегијата на Европската комисија од 6 февруари за Западен Балкан. Сето тоа говори дека Европската комисија, членките на Европската Унија создаваат една позитивна клима во исклучително тежок момент за Европската Унија, имајќи ги во предвид сите околности во кои што Европската Унија функционира од 2008 година финансиската криза, преку мигрантската криза до порастот на национализам, популизам и сите оние екстремизми со кои што се соочуваме во изминатите неколку месеци. Да тргнеме на страна еуфоријата сега после овој позитивен извештај и да видиме што е она реално како забелешка и практично проблем кој што треба да се надмине во иднината. Како можеме да бидеме задоволни од власт за која што Брисел смета дека не води доволна борба против корупција и нема доволно ефикасно судство за процесуирање на сите одлуки? Ако звучам ентузијастички, не... Јас реков еуфоријата и ентузијазмот да ги тргнеме на страна, да збориме за реалната фактичката состојба. Реалната фактичка состојба е таква каква што е. Тоа значи, има одреден напредок, ние сме постигнале одредено ниво, и сега треба да продолжиме со реформите. Реформите се изворедно тешки, некои од нив бараат широк консензус, некои од нив бараат долгоречен процес, бидејќи реформите, многу пати комисијата повторува и господинот Хан, особено квалитетот пред брзината, да не брзаме со некои реформи, туку да одиме во квалитетни реформи кои што навистина ќе влијаат на реорганизирање, решепување на институциите
на менталитетот на луѓето кои работат во администрацијата, па ако сакате и во политиката, за да може да се отвори простор тие реформи да станат неповратни или иреверзибилни. Тоа е целта на процесот. Ние практично, ако сакате и кога зборуваме за пристапни преговори, ние не зборуваме за преговори, бидејќи можеби семантички зборот преговори не е најдобро одбран, ние зборуваме за начинот на прифаќање на европското право. Во кој временски период, дали прво ќе го прифатиме европското право, сме се определили дека тоа е наша стратешка цел. Ќе го прифатиме европското право и со која динамика ќе го прифатиме, како ќе го имплементираме. Дали граѓаните на крајот ќе можат да го осетат бенефитот или користа од тоа што ние сега го правиме во смисла на подобра заштита во правниот систем, подобра здравствена заштита, повисок животен стандард. Сето тоа се елементи кои го чинат секојдневното живење. Подобра заштита во правниот систем спомнавте, Брисел вели СЈО да биде дел од основното јавно обвинителство на трајна основа и со тоа да се процесуираат сите сомнителни случаи кои што произлегуваат од преслушуваните разговори. Ова веројатно ќе биде еден од условите за функционална држава и ефикасен правен систем. Не би говорил за условите, но може да спомнеме стратегијата за реформа на правосудниот систем, бидејќи овој елемент кој вие го спомнавте е дел од стратегијата за реформа на правосудниот систем. Да, но ние имаме и стратегија за реформа на јавна администрација, па е нотирано дека немаме реформа на јавна администрација, односно таа е скромна. Значи настрана стратегиите. Не, видите, говориме за стратегии. Стратегијата не е еден обичен документ. Стратегијата говори за длабока, дебела анализа на состојбите, откривање на слабостите или, што велиме некојаш со медицинскиот речник, за некој да почне да се лечи, треба да признае дека е болен. Ако имаме таква констатација и ако во стратегијата веќе сме ги детектирале сите тие слабости, а стратегијата за реформа на јавна администрација ги детектира тие слабости, таја и постелува на некој начин една или расчистува една траекторија во која насока треба да се движиме за да ги елиминираме сите тие недостатоци. Но констатирано дека Министерството за информатичко општество нема капацитет да ги спроведе реформите. Стратегијата не може да се имплементира за ден, 2, 3, 5, па ниту за 2-3 месеца. Стратегијата се имплементира во текот на неколку години и така и ќе биде. Но во почетокот има таква забелешка во самиот извештај дека треба, не дека нема капацитет, дека треба да се зајакне капацитетот. И тоа е евидентно. Ние го гледаме тоа и во сите други институции. Веројатно да има капацитет, не треба да се зајакнува, така? Па, тоа не би требало да се реформира. Сите други институции или голем дел од нашите институции имаат потреба од зајакнување. Вие сте го издвоиле тој сегмент кој што се однесува на Министерството за информатичко општество и администрација. Ако отидете во анализа на сите други критиката, да речеме, еве, ако постои реална воја за имплементација на таа стратегија, и со тоа важи и за останатите, рековте стратегија за реформа на судството, конкретно збориме за стратегија за реформа на јавна администрација. Ако постои вистинска воја за нејзино спроведување, зашто тогаш Брисел критикува, односно забележува дека побарале, меѓутоа не добиле одговор за новите вработувања со договори на дело. Тој детал како одговор го немам, меѓутоа јас колку што се сеќавам, тоа е во постапка и ќе се достави. Меѓутоа сепак тоа е во надлежност на Министерството за информатичко општество. Јас навистина сите детали не би ги знаел, но знам за таквата забелешка, бидејќи таа забелешка стои во извештајот, но беше претходно и нотирана. Тука би само напоменал една битна работа за да можат и гледачите тоа да го секогаш имаат во предвид. Извештајот е објавен вчера за изминатиот период. Од денеска се пишува извештајот за наредната година. Наредната година во април ќе имаме нов извештај. Извештајот објавен денеска треба да почне да се имплементира од денеска, а новиот извештај се пишува од денеска до април наредната година. Со други зборови, ако овој документ се стави негдека настрана, без истиот да се изанализира до точка, до запирка, секоја забелешка од Европската комисија да се земе во предвид, да се транспонира и да се преведе во конкретна акција на терен, тогаш ние пак ќе се сретнеме со истите забелешки и со истите критики следната година во април. Она што сега го правиме во Секретаријатот за европски прашања прво, а потоа се разбира ќе одиме и ќе се прошириме и во сите други институции, е детална. Прво направивме груба анализа каде
и како стоиме со оценките кои што се доделени сега во овој извештај, направивме компаративна анализа за сите земји во регионов, за да видиме каде ние се движиме во овој временски интервал. И исто така почнавме, тоа не може да се направи за еден ден, ни требаат неколку дена, да правиме детална анализа за секое поглавје со сите, бидејќи кога ќе видите во извештајот, стојат коцки во кои што стои кои се забелешките и кои се препораките на Европската комисија. Ние веќе говоревме за план 369, говориме за план 2018 или тоа што треба до крајот на годината да се продолжи со реформите, на тоа инсистира Европската комисија. Сега овој документ, овој извештај ќе ни помогне со тие препораки да ги вклучиме во планот за до крај на 2018 година, односно до следниот април, кога ќе биде и новиот извештај. Една од таквите е да речеме да се подобри изборниот законник, да се ажурира избирачкиот список, да се избегнат сите форми на блокирање и злоупотреба на собраниски процедури за носење на закони по скратена постапка, да се изберат членови на Државна изборна комисија, да се обезбедат услови за нејзино професионално и независно работење, да се изберат членови на антикорупцијска комисија за реална борба против корупцијата, да се имплементираат сите препораки на ГРЕКО за транспарентност во финансирање на партиите, за да се спречи висока корупција. Ова се забелешки кои што треба, ако денеска се пишува новиот извештај, кои што ќе треба веќе да седне владата и да ги сработи. Владата веќе работи на тоа, затоа што овие беа сите елементи од планот 369. Во делот 6 имавме нели план 3 и 6 и 9, планот 3 беше до локалните избори, а од локалните избори до сега објавувањето на извештајот беше дел од 6 и 9. Тоа е дел од план 369. Но тоа зависи од се договорија и војата на опозицијата за законите за кои што треба двотретинско мнозинство. Планот, грубиот план се договара и тој треба да продуцира крајни резултати 6 месеци најмалку пред следните избори, председателските избори, значи негдека до септември, август-септември ќе треба да имаме веќе реформиран изборен процес, изборен систем. На тоа се работи. Да се вратиме сега на што понатака, доколку во јуни навистина се исполни оптимизмот на премиерот и добиеме датум за почеток на преговорите. Прашањето е дали, иако сега нели одлуката е во рацете на Советот, дали овој извештај ќе биде доволен или сепак ќе зависи од она клучното решение на спорот за името и војата на Грција? Бидејќи правото на вето стои. Што од сега, тоа е со договорот за основање на Европската унија гарантирано право и секоја земја го користи тоа. Не, прашам дали тој извештај ќе биде доволен и врз база на него да одлучи Советот или сепак ќе чека решение за спорот за името? Европската комисија вели Република Македонија ги исполнува условите за почеток на пристапните преговори, без натамошни услови. Да продолжи со реформите и да се подготвува за преговори. Тоа е делот на Европската комисија. Од денеска... Но еврокомесарот Хан вели решение за името мора да има итно. Од денеска тоа веќе не е документ на Европската комисија, тоа останува документ на Европската комисија, но влегува во процедурите на Европскиот парламент, прегледување, бидејќи Европскиот парламент ќе се произнесе со резолуција во соодветно време за овој извештај, за enlargement, за пакетот за проширување и за сите извештаи по поодделните држави, па и за Република Македонија. И следната задача ќе биде лобирање, разговарање, убедување на земјите членки, бидејќи земјите членки сега во Советот на Европската унија ќе одлучуваат за тоа дали Република Македонија ќе добие датум за преговори или прво дали земјите членки ќе го прифатат извештајот и препораката на Европската комисија. Европската комисија од стручен план го направи своето, ние од нашиот административно стручен план го направивме своето, се пресретнавме. Сега треба земјите членки да ги убедиме комисијата преку телата на Советот на Европската унија, Корепер, Ковеп, Коела, ние пак во главните градови на земјите членки, да ги убедиме дека тоа што го имаме сторено досега е сосема доволно за да можеме да ги почнеме преговорите. Бидејќи не станува збор дека ние утре ќе станеме членка на Европската унија, ние само бараме да ги почнеме преговорите. Но, моментот кој го спомнавте, сосема држи, таа одлука се носи со консензус. Значи, Грција мора да даде своја согласност
за или да гласа за. Ставот на грчкото МНР е дека одлуките не ги носи комисијата, туку Советот на Европската унија, каде Грција јасно ги има формулирано нејзините позиции. Знаеме веќе многу долго време дека еден од предусловите за да може да ги почнеме преговорите е решавање заедно прифатливо решение на прашањето околу употребата на името. Не би коментирал понатаму, бидејќи јас сум од секретаријатот за европски прашања. Тоа не е тема која е во наша надлежност, тоа е тема која е надлежност во Министерството за надворешни работи, премиерот и другите кои што се вклучени во тој процес. Тука не би можел да коментирам понатаму, но ние и порано, сега уште повеќе, го ставаме тоа прашање на политичка одлука, бидејќи таа политичка одлука може во одреден момент да се донесе. Она што ние го правиме како секретаријат за европски прашања, работиме со институциите за да може институциите да бидат на стручно, на оперативно, на експертско ниво подготвени во секој момент доколку почнат преговорите да почнеме да преговараме. Има ли капацитет администрацијата да го води процесот практично, да ги исполни сите обврски кои што произлегуваат со отварање на сите погледа кои што ќе треба да се сработат? Долги години, бидејќи јас сум во овој процес. Имаме 140.000 јавна администрација, на колку таа има капацитет, ако едно Министерство за информатичко општество нема капацитет да спроведе реформа на јавна администрација, колку вкупната јавна администрација ќе има капацитет да спроведе реформа на цела држава? Бидејќи сум повеќе од 20 години во овој процес, и уште пред 15 години сум рекол дека ние имаме капацитет, исто како што Бугарија имала капацитет, Романија имала капацитет, Црна Гора има капацитет, Србија има капацитет, Хрватска и ние имаме капацитет за да можеме да го спроведеме и тој последен чин, односно да ги започнеме и завршиме пристапните преговори успешно. Покажавме во одредени моменти 2004-2005, кога го добивме кандидатскиот статус, кога се организиравме и кога го одговоривме прашалникот во рекордно време и со супер квалитет, признаено и од страна на Европската комисија, дека администрацијата, кога е добро организирана, кога е добро мотивирана, кога навистина знае зошто работи, таа може и да испорача. Јас сум убеден и сега, бидејќи истиот ентузијазам ме држи и сега, јас сум убеден и сега дека администрацијата може да ги започне пристапните преговори веднаш. Се разбира, постојат одредени политички одлуки кои што ќе треба да се донесат. Ако не успеевме да ги искористиме парите од ИПА фондовите, бидејќи администрацијата не беше практично доволно подготвена за да го спроведе сето тоа, како ќе ги спроведеме сите овие реформи што се неопходни? Користењето на ИПА фондовите е малку покомплексна работа и добро, меѓутоа пак говориме за капацитет на администрација. Капацитетот мора да земе во предвид еден момент дека 10 години поред или 10-12 години поред Македонија и нејзината администрација е во лимбо позиција. Администрацијата се подготуваше за почеток на преговори. И кога вие имате една машина која постојано работи под полна парја и е спремна да стартува. Добро, имаш и такви што седеат дома. Не би го коментирал тоа, но она администрација за која што јас говорам е таа администрација која што е спремна во секој момент да започне да ја работи својата работа, односно е спремна да ги од стручен аспект, од со таков ентузијазам да ги почне преговорите, да го анализира европското законодавство, подготвува преговори, преговарачки позиции, да ги елаборира пред своите колеги во Брисел, пред земјите членки. Таа администрација е спремна во секој момент да ги започне преговори. Зборуваме тука за од прилика помеѓу 1000 и 2000 луѓе, експерти. Дел од нив, најголем дел од нив се од администрацијата, меѓутоа тука би излегол и надвор од администрацијата. Не е само администрацијата таа која што ќе преговара или ќе ги подготвува преговарачките позиции или ќе ги брани своите позиции пред Европската комисија. Тука ќе имаат свој удел и бизнис заедницата, ќе има свој удел и невладиниот сектор, ќе има свој удел и академската заедница. Ние сме мала држава, мала администрација, секој потенцијал кој што ќе можеме да го искористиме, ќе треба и мора да го искористиме, за да можеме, ако може Црна Гора со 600.000 луѓе да преговара, мислам, и тоа успешно да преговара, мислам дека апсолутно не станува збор дали што ние можеме. Што почетокот на преговорите и од аспект на време и од аспект на квалитет на реформи? Почетокот на преговорите е што би значил? И од аспект на време прашувам и од аспект на квалитет на реформи на држава. Видете, претходно некако немав можност да го елаборирам моментот на оценувањето на Европската комисија за сите држави во регионот за нивото
во кое што сме, нивото кое сме го постигнале во усогласувањето на нашето законодавство, вклучително и институциите, за она што е потребно за членство. Тука и денеска, иако не преговараме, иако немаме почнато преговори, ние сме на ниво на Црна Гора и Србија. Тие две држави преговараат одамна, Црна Гора веќе има 30 на поглавје отворено, некои затворено, Србија исто така, што значи дека ние без да почнеме преговори сме се уште на извонредно ниво во однос на досегашната усогласуваност. Но вие зборите за усогласување на законодавство како документ, хартија, Брисел збори за имплементација. Не, јас зборувам за имплементација. Еве, посетивме една држава скоро, од овие што преговараат, нема да ја именувам, разговаравме со нашите колеги од таа држава и ги отворивме прашањата, да кажеме, не знам, за конкуренција, државна помош, заштита на интелектуална сопственост. Колегите самите рекоа, вие сте 2-3 години пред нас. И во однос на законодавството, и во однос на институционалните структури, кои веќе кај вас функционираат со години. Некои елементи, некои институции кои сега се формираат во Србија или во Црна Гора пред година-две, кај нас веќе функционираат по 5-10 години. Ние ги имаме тие институции и функционираат. Дали функционираат идеално? Не. Дали може да се подобрат? Се разбира. Затоа што кога ќе ги почнете преговорите, влегувате во еден процес на скрининг. Тоа е анализата на законодавството. Европската комисија ви го објаснува секој пропис поодделно. А од друга страна, нашите експерти имаат можност да слушнат изворно од соодветните генерални директорати, од експертите во Брисел, што всушност треба да направат. Каде сме и што треба да направиме. Ние до сега тоа не сме го имале како можност. Имаме план Б, а во случај да не добиеме, в случај на блокада на вето, да не добиеме датум за почеток на преговори? Во овој момент не би ни размислувале за план Б. Се разбира, во животот секогаш мора да имате и план Б. Но во овој момент е подобро целата енергија да ја фокусираме на подготовки за преговори. Говорете сосема на крај, следниот извештај 2019 април. Ќе добиеме повторно чиста препорака за почеток на преговорите или веќе ќе ги имаме почнато? Ваша проценка? Токму ова сега пред малку што го реков, не сакам да размислувам во моментов за тоа за план Б, бидејќи тоа би бил план Б. План А е почеток на преговорите. Дали тоа ќе се случи веднаш во јуни или ќе се случи некој месец во текот на австријското претседавање, за нас е во моментов ирелевантно. Ако сте чекале 10 години на почеток на преговори или 9 години на почеток преговори, 3 месеца нема да ја променат битно ситуацијата, но битно е да ги започнеме преговорите. Кога еднаш ќе ги започнете преговорите, вие веќе влегувате во една утабана стаза, една траекторија која што е предвидлива. А на администрацијата и треба предвидливост. Наместо да решаваме проблеми, да гасиме огнови, проблеми од дневен карактер, вие имате траекторијата во едно законодавство кое што е стабилно. Европското законодавство е стабилно законодавство, и тоа еволуира во позитивна насока, меѓутоа ќе знаете во која насока ќе се движите. Каде да ги фокусирате вашите ограничени ресурси и каде да ги потрошите вашите средства. На оваа тема и вечерва во 20:30 часот во уреднички брифинг Сацо Габранов ќе објаснува, ќе дебатира практично и вице-премиерот за европски прашања и евроинтеграција Бујар Османи, вашиот шеф. Значи гледачите ќе може да ги слушнат и неговите ставови. Во одјава на овој разговор јас би ги повикал, бидејќи од режија ми јавуваат дека веќе ги имаме подготвени како видеоматеријали изјавите од Заев и од Могерини. Може да ги погледнеме во продолжение.